8 часа и 10 минути го следите најновото издание на Македонија наутро. Нова тема и прв гостин во студиото. На 18 февруари во просториите на Europe House Скопје се одржа свечен настан за доделување на лиценци од новата генерација професионални водичи во планина, обучени согласни меѓународниот стандард на Унија на интернационални планински водичи, а сето тоа во организација на Македонската асоциација на интернационални водичи во планина. На оваа тема и секако се што е поврзано со неа, утрово разговараме со нашиот прв гостин во студиото, Димитри Аристевски, технички секретар при Македонската асоциација на интернационални водичи во планина. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, добро е најдов. Неодамна се одржа настанот, односно на 18 февруари, така што и околу самата организација, меѓутоа и така да го почнеме разговорот конкретно што значи овој сертификат во пракса за еден водич и колку е тежок патот до неговото стекнување? Прво сертификатот е почеток, уште не едно патување, бидејќи тој водич значи дека ја поминал обуката за професионален водич во планина согласно светските стандарди кои што ги прави УИМЛА. Тоа значи дека сегде во светот на нетехнички терени може да води групи на луѓе на планина, нели согласно стандардите сите тие работи. Патот дали е тежок, сметам дека да, не е лесен, меѓутоа дека вреди дефинитивно, навистина вреди. Бидејќи има претходно навистина долг процес на обуки, додека сите луѓе ги стекнат компетенциите кои што се потребни и се пропишени согласно стандардите. Така да не е баш едноставно поминување на планина онака, него навистина има долг процес, додека сите тоа го научат навистина и сега баш тие што ја завршија последната генерација обуката, веќе ги добија нивните лиценци, може да работат како водичи во планина. Имаме доста планини, не се шега планините и затоа дефинитивно оваа работа можеби кога ќе се спомене водич изгледа нешто што лесно може да се совлада, меѓутоа чинам дека со планините ќе се согласи и со мене не е тоа така. Навистина е одговорна работа, 18 кандидати покрај нашите, имаше и водичи од Косово, Албанија, Грција, па дури од САД. Тука се постава прашањето како успеавме да се позиционираме како регионален центар за обука по највисоки светски стандарди. Така, ние сме рамноправна, Македонската асоциација на интернационални водичи во планина е рамноправна членка на УИМЛА, на Унијата на интернационални на асоциациите фактички на интернационални водичи во планина од 2018 година. Вкупно има таму 27 рамноправни членки, 5 земји кои се аспиранти во моментов. Во регионов ние бевме веќе функционираме 8 години како рамноправна членка и претходно како аспирант уште неколку години. И сега се има желба, нели, да се направат асоциации во соседните земји кои што се уште немаат нивни, да речеме, асоциации. Со искуството кој што го покажуваат македонските водичи во планина и асоциацијата општо, значи бевме стационирани како луѓе како асоциација кои што го поминаа процесот на обуки за соседните земји. Така да во тој случај така испадна, значи Македонија да биде позиционирана на ова место, како обучуваш. И ние сме го поминале кога сме биле аспиранти, и ние сме го поминале истиот процес, значи претходно ни доаѓале, мислам, и странски комисии од УИМЛА и сето тоа додека се воспостави земјата да биде рамноправна членка на УИМЛА. Така. А како синергијата помеѓу асоциациите и институциите помага во процесот на зајакнување на македонскиот туристички бренд? Дефинитивно треба да биде. Ние во Македонија, значи, немаме сега море па да развиваме, не знам, морски летен туризам, меѓутоа имаме навистина многу убави планини и многу планини и имаме села култура, традиција, историја, храна која што апсолутно вреди да биде промовирана. Не само, мислам, прво ние треба да си ја знаеме земјата, значи, навистина, а после тоа навистина е многу задоволство едноставно кога тоа ќе го направиме, кога ќе носиме некој, ќе му покажеме искуство кое што нема да го заборави сето тоа. Навистина имаме многу што да понудиме, а дефинитивно сметам дека треба да помага во развивање на туризмот, бидејќи тоа е тоа што го имам. И на претходното прашање не се надоврзав колку е тешко со планините, значи воопшто не се за подценување, навистина треба да имаме, мислам, друго е кога си водич и веќе кога ги имаш овие поминато сите компетенции из многу годишни тренинзи што се вика, така да
сакаме да донесеме безбедност на планините, да понудиме продукт кој што носи задоволство на клиентите, меѓутоа и безбедно движење на планина пред се. Да, убаво каже пред малку, планината знае да биде непредвидлива. Временските услови може да се променат во било кој период од денот. Навистина, планина е планина и затоа сега не секој од нас навистина добро ја владее. Затоа тука постојат водичите, лиценците и слично. Која е клучната разлика помеѓу ентузијаст и професионален водич со ваква лиценца? Бидејќи не можеме да ја заобиколиме темата и да се правиме дека не гледаме, дека има и доста ентузијасти кои што се представуваат како водичи, верувам дека и вие ги имате тие информации, па затоа за добробит на граѓаните, која е клучната разлика и зошто тоа, кога станува збор за планина, треба да им биде важна тема? Светските стандарди. Значи, накратко е тоа, светските стандарди, бидејќи имаме стандарди кои што ние странинците мора да ги поминеме, мора да ги совладаме на терен, не само теоретски, има и теоретска, мислам и теоретска настава, фала Богу, меѓутоа секако на терен се совладуваат и тоа е трае долго, навистина трае долго и кога човек веќе е способен да ги прави тие работи е тоа. Обуката тука ја спроведува институција која што е согласно, мислам, Министерството за образование и наука акредитирана да ја спроведува оваа обука и согласно стандардите на УИМЛ. И сега разликата која е? Исто така според членот, мислам, според законот за туристичка дејност, членот 39, водич на планина смее да биде исклучиво човек кој што поминал обуката од акредитирана институција за International Mountain Leader, интернационален водич во планина. Разликата вака, како рекреативно, значи како ентузијаст може секој да отиде на водно, значи за Скопје во другите градови во околните места. Меѓутоа се знаењето и клучните компетенции кои што кога е лесно време, окей, сите ќе отидат. Меѓутоа има навистина многу планирање на ризици, планирање на група, менаџирање на група, картографија и водење, мислам, навигација, исто така, лавинологија, прва помош, значи навистина многу клучни компетенции кои што тој човек ги поминал и знае како да им обезбеди продукт на клиентите кои што пред се безбедни и кои што потоа нели доживуваат задоволство и имаат некој искуство. Така да, што е она што може да се препозна, имаме карнети, имаме УИМЛ карнети, ние се релиценцираме секоја година. Мора да имаме процес на релиценцирање, мора да помине човекот уште еден семинар, претходно имаме стажански тури кои што мораме да ги поминеме, значи има навистина голема разлика, така да Долг е процесот. Долг е процесот, дефинитивно. Ваквите меѓународни стандарди сигурно гарантираат безбедност, меѓутоа колку тоа влијае и врз самата доверба на туристите и оние кои што сакаат да бидат дел од групите кои што ги водите. Кога сме имале вака со колегите кои што го работиме ова, значи кога сме имале странски клиенти, тие кога ќе видат дека имаш лиценца УИМЛ, воопшто не прашуваат, едноставно знаат, информирани се што значи тоа и се тера напред. Така да лиценцата сама по себе е само уште еден пат, значи уште еден чекор на патот, континуираното професионално на усогласување, усовршување не треба да застане, значи цело време постои тоа, меѓутоа тој човек веќе е лиценциран. Така да во странство веќе, мислам, си знаат луѓето онака кога ќе се што е УИМЛ водич и во Македонија веќе и почнуваат да го знаат. Сега интересно е тука само предодам со следното прашање, треба да се додаде дека странците имаат поголема култура во однос на барањето на професионални водичи. Тие кога доаѓаат во една земја, прво што бараат е професионален водич. Треба најверојатно и ние малку тука да ги смениме навиките кога станува збор за нашата безбедност. Да. Навистина е така, мислам, јас кога би идел сега на страна негде на планина која што не ја знам, дефинитивно би побрал некој колега од тука за да ми го покаже теренот онака. Така да она што јас би го сакал како турист или како човек кој што ќе ги посети планините е да бидам безбеден. И што ми покажа тоа, ако знам дека човекот ги поминал и има таа лиценца, тоа значи дека е компетентен и дека знае да ги спроведе сите активности кои што се на планина без оглед дали зима или лет. А кај нас треба, мислам, уште време, мислам, за тоа, меѓутоа се движиме во правилна насока. Се менува, сето тоа е најверојатно култура, така да го менуваме и тоа. Седма земја сме во светот по застапеност на планини, дури 85% од територијата. Хајде малку и за потенцијалите и за предизвиците. Го користиме ли потенцијалот како што треба или навистина сите треба да работиме малку повеќе
да ви ја олесниме работата и на вас водичите, бидејќи колку имаме повеќе услови на планините, обележани патеки, домови и слично, толку повеќе и вие би имале работа и земјата би имала добробит финансиски од туристите. Како стоиме со тоа? Да, јас последен пат кога ја работев оваа тема пред некои 3-4 години, немаше некои оптимистички тогаш изјави дека навистина се грижиме добро за овој вид на туризам. Се менуваат ли работите? Каква е сегашната перцепција? Свеста расте, дефинитивно, меѓутоа според моје лично мислење поспоро отколку што треба. Значи дефинитивно можеме многу повеќе, навистина можеме многу повеќе, некогаш мислам овој вид туризам, авантуристичкиот и планинскиот е повезан буквално со се, мора да има добра инфраструктура, изградени домови, добри домови што функционираат, екологија, некогаш е многу жално кога ќе отидеме на некоја планина, а сврти се не гледај наваму депонија или таква ствар. Дури на најблиските планини тука и во Скопје тоа не се случува. Значи дури и тоа го има. Едни од компетенциите кои што треба водичите да ги имаат е одржливост, фактички. Значи ние треба да размислуваме на одржливост. Потенцијал имаме можеби повеќе од било која земја во светот, колку го користиме, моје лично мислење сметам дека треба да направиме многу повеќе. Да се развие планинскиот, авантуристичкиот, руралниот туризам, бидејќи со посета на планиниве кои што ги имаме тука, автоматски и руралните средини заживуваат, бидејќи сите може да понудат сместувачки капацитети, храна, било што, навистина е многу важно да се движиме во таа насока. И секој треба да почне од себе прво. Секој, јас кога ќе отидам без огледали на планина или низ градските улици, прво што ми текнува дека ѓубре воопшто не смее да стане збор да се фрли. Меѓутоа тоа е една од работите. Другите работи е потенцијалот кој што таму го имаат. Инфраструктура да се направи, сместувачки капацитети, храна, да се развиваат сите средини за да може кога ќе отидеме на шар планина или било каде и околу да има нешто и луѓето кои што живеат таму да можат да работат и да живеат од тоа, така да. Има да се работи, има потенцијал. Има многу, да. Потенцијал има многу, треба да работиме се уште, да го оствариме. Така. Веќе спомена дел од оние критериуми кои што треба да ги исполнува еден иден лиценциран водич, меѓутоа да кажеме малку повеќе околу самата обука што ја одржува Македонската асоциација на интернационални водичи, што се треба да поседува како можеби спомена се карактерни особини, а потоа и физичката спремност за кандидатот да ја добие таа лиценца. Клучни вештини. Клучни има, според ДОИМЛ стандардот, 16 клучни компетенции кои што треба да ги помине еден кандидат, нели? И тоа го поминува во процесот, не дека една е завршена па се преминуваме на следна, него цело време наизмерично се прави. Цело време сме во процесот на обука, со карта во мапа, иако денес имаме GPS уреди и телефони, значи мора да знаеме каде сме и каде сакаме да отидеме и како тоа да го интерпретираме преку карти и мапи. Потоа планирање, водење на група, менаџирање на група и самата професија се International Mountain Leader, значи лидерство не е само како ајде ќе ве однесам на планина и тоа е тоа, меѓутоа треба да се знае што сака групата, кои се компетенциите на групата, планирање на можни ризици, евакуациони точки, значи ние тоа однапред го правиме кога станува збор со клиенти за секоја тура, ние знаеме, имаме риск менеджмент, што треба и што не треба и во било која ситуација што треба да направиме. Има ноќна навигација, кондиционо да речеме планината еден водич треба просечен човек колку што оди временски, треба тој да може да е способен да изоди 2 пати напред-назад, така да тренинзите биле со 15-20 килоранци одредена, да речеме мапа, исто така и полагањата, така мапа треба да се стигне до таа точка, 10 на 15-20 километри да се совлада денивелација од 1000, не знам, пример сега кажувам, 1000 метри надморска висина и сето тоа да го направи брзо со тежок ранец и во сите временски услови. Така да од сите тие 16 компетенции овие кои ги споменав плюс лавинологијата во зима се можеби највеќе опфатени, меѓутоа тоа не значи дека другите треба да се занемаруваат, него апсолутно сите. После станува збори за меки вештини, за како ја води групата во една на различна група од луѓе, секогаш има различни типови на луѓе и секогаш треба да се знае со секој како да се постапи. Така да процесот на обука е долг, навистина, меѓутоа вреди бидејќи после тоа човек си стекнува сигурност и за сам себе и едноставно е
во навика прераснува тоа. Можеме ли да очекуваме дека планинскиот и авантуристички туризам наскоро ќе станат главен адут на домашната туристичка понуда? Кога конечно ќе сватиме дека Охрид не е море? Да, треба. Со многу луѓе што ги знам од странство, значи она што им се нуди е Скопје, Охрид, да речеме стандардните тури. Да, толку планини. И пропуштаат толку многу дали е само убави. за странците, тоа или дури ние И самите ние немаме мислам дека дека поголемиот можеби во периодот на короната луѓето почнаа малку да излагаат и да се ја запознаваат земјата бидејќи беа ограничени нели сите работи, сватија колку потенцијал и колку убави места имаме. Ја можам да зборувам со сати за колку убави места имаме, кои што за среќа, не за жал, може да се видат само со планинарење. А само да се отиде таму како група. Многу членови, мислам, се членуваат и во планинарски клубови, си прават интерни тури. Потенцијал имаме многу, земји имаме прекрасна, јас на сите би им препорачал, значи можам да набројам десетици места онака кои што се топ 3 е многу тешко да се праша планинар, ама бидејќи сум член на планинарскиот клуб Љуботен и сопругата ја запознав таму, Љуботен ми е дефинитивно број 1, а сите други ми се секогаш. Сега се вратив од зимски камп од Маврово. Вчера кампував, така да. Интересно е дефинитивно. Интересно и велат дека луѓето што планинарат изгледаат помладо. Тоа и го читав некаде, имаше некоја статистика дека се посреќни, изгледаат помладо, кожата им е поубава и така натаму, па така да ги анимираме и оние кои што не планинарале до сега, еве тоа нека им биде иста така причината. Малку не ова шега, секако навистина планината носи голем број на добровите, сите луѓе што ги знам околу мене што планинарат, стварно изгледаат многу помладо од годините што ги имаат. Да отвориме сега мапата во Скопје со целиот тој метеж стрес. Дефинитивно, значи во многу земји веќе и докторите имаат дозвола да препишат планинарење, движење во шума како терапија. Значи дозвола буквално не земе тоа, него баш е така, да. Во денешно брз начин на живење, стрес од сите страни, значи почнувајќи од собрајќи од утрото, значи сите со своите плани на грб што се вика. Една и обична прошетка во шума, настрана плюс аерозагадувањето и сите тие работи, значи може навистина да го подобри расположението, дури влијае здравствено и на крвен притисок и на кардиоваскуларни болести, на стрес рековме, значи буквално физичка кондиција, сето тоа, така да верувам дека за мене подобро нешто нема. Значи јас ако не отидам 2 недели на планина, осеќам дека имунитетот ми паѓа, дека брзо се разболувам и вака. А присуството на планина или во шума не мора да е висока планина, значи има и лесни патики кои што можат и почетници да ги изодат. Навистина го подобрува расположението, го намалува стресот, така да дефинитивно водно е туку најмала рака за Скопје, за другите жители од другите градови, слободно планините тука нека почнат со било која планина. И имаме водно, матка. Дефинитивно. Скопска Црна Гора од другата страна. Спирова колиба, идеално место таму за планинарење. Да, Спирова колиба е супер тука, значи Скопска Црна Гора. Вака ние овие 20 минути само не уживавме во разговорот. Штом во разговор се ужива, можеме да замислиме што ни носи планината на дело, кога сето тоа ќе се почувствува. Благодариме Димитрија за гостувањето во Македонија на утро. Сакаме да пренесуваме вакви убави вести, ќе ја следиме работата на Асоциацијата на интернационални водичи во планина. Верувам дека имате доста активности во периодов кој што следува, па секогаш сте ни добре дојдени гости. Ви благодарам и на вас многу. Секако слободно и да се видиме и на планина. Живи здрави, ги поканувам и сите гледачи, значи дали со водичи, дали со нивните матични планинарски клубови, меѓутоа да почнат да планинарат бидејќи имаме и можеме да го направиме тоа. Тоа е убаво за прилог една репортажа, кога ќе ме пуштат од студио, да избегам да дојдеме некогаш на планина и да снимеме некој убав прилог, убава репортажа. Благодариме многу за гостување. Сега во следна средба ќе има. Благодариме за гостувањето.